Секојдневно се губат вистинските емоции, затоа што често е појавата да седат двајца млади на иста маса, а да комуницираат преку пораки. Децата зависни од паметни телефони, таблети и видеоигри имаат поголема веројатност да имаат проблеми со менталното здравје подоцна во животот, покажуваат најнови истражувања. Научниците дошле до заклучок дека употребата на паметни телефони и социјални мрежи во адолесценција е поврзана со параноја, заблуди, халуцинации најмногу до 23-та година од животот. На една млада особа да ни изборуваме за недостигање, кога тие секој ден себе си се гледаат, ако не се видат во живо, се гледаат на социјалните мрежи. Како денеска на еден млад човек залюбен да му доловиме дека може да му недостига саканиот? Како кога истата таа особа, ако е скаран, ќе закачи некоја стори со селфи или не знам што, значи го има видено. Не можеме да им замериме на младите затоа што се подхранети и хранети со многу инстант живење, многу брзо, многу достапно, многу сервилно, многу и ние тоа го продолжуваме, нажалост го продолжуваме, значи ние не им ставаме никакви ограничувања, ние не им ја покажуваме другата страна на паричката. Родители, сакајќи да ги заштитат своите најмили, често им забрануваат секако вид на технологија, не знаејќи дека несвесно тие веќе се зависни од неа, а ненавременото реагирање е заблуда и за возрастните. Родителите и воспитно-образовните лица треба да внимаваат посебно на времето на секој поединец, кој го одвојува своето слободно време за пред телефон, истовремено забележувајќи дека психичкото присуство не е на правилен пат. Растеме младина која што не е ограничена. Како вие денеска да му објасните на тинејџерот, кој што е навикнат да има интернет конекција на било кое место од градот, вклучително тоа да може да има и сопствен претплатнички број кој што го плаќа родителот, значи има во секунда може да добие информација за било што, поврзане во било кој момент со било кого, како да му објасните за ограничување, прва работа. Доколку сакате да заштитите некого, контролата вршите ја внимателно, затоа што последиците во краен случај може да бидат и кобни.